Почитувани гости, почитувани дами и господа, Република Северна Македонија е земја на различности, како на етнички, така и на верски и социјален план. Каква ни е земјата, таква е и нашата општина. Општина Струмица, знаете дека во неја живеат граѓани со различна етничка, верска, социјална, политичка и друга припадност. Но колку и да сме различни, ние сите сме луѓе, ние сите сме еднакви чинители на заедницата во која живееме и во општеството кое го сочинуваме. Колку и да се разликуваме по нашите припадности и обидувања, сите сме еднакви пред Уставот и законот во оваа наша земја. Но и покрај тоа, се уште се соочуваме со низа предрасуди, бариери и размислувања кои ги го негуваат стигматизмот и го подкрепуваат постоењето на оние одамна изградени невидливи зидови меѓу нас. Време е да ги срушиме тие зидови, време е да се спротиставиме на таквите појави, време е да научиме повеќе едни за други и повеќе меѓусебно да се почитуваме. Правото на живот и сите други права кои треба да ги уживаме се наши заеднички права. Колку побргу ќе ја разбереме неопходноста од еднаквост, толку побргу ќе ги согледаме позитивните ветришта и бенефити од нив. Европската Унија, која е наш долгогодишен стремеш, е добар урнек за таквата еднаквост, од која треба да учиме и да се надградуваме како индивидуи и како општество. Не случајно, мотото на Унијата е обединети во различностите. Поагајќи од таков пример, сето наше внимание треба да го свртиме кон интенцијата да се менуваме и кон владиниот концепт за едно општество за сите, кој гарантира непречен прогрес во сите сегменти на нашето општествено живење. Токму затоа, ја поздравувам потребата од изработка на национална стратегија за развој на концептот едно општество и интеркултурализам, со надеж дека од оваа денешна консултативна средба ќе произлезат низа конструктивни размислувања и предлози кои ќе бидат од голема полза во моделирањето на таа стратегија. Со тоа, на сите ви посакувам успешна и плодна средба. Ви благодарам. Туни Струмичани, драги пријатели, Националната стратегија за развој на концептот едно општество и интеркултурализмот во Република Северна Македонија е стратешки документ кој ги идентификува темелните одредници врз основа на кои ќе бидат иницирани активности за зајакнување на процесите на комуникација и соработка меѓу заедниците во насока на зајакнување на концептот на едно општество еднакво за сите. Општество во кое интеркултурализмот ќе биде алатка која ќе обезбеди заедница во која секој граѓанин, без исклучок, ќе се чувствува како еднаков, равноправен припадник на општеството кое е фер и правично за сите. Општествените вредности лесно ги применуваме ако претходно ја негуваме човечноста во нас. Во интеракција со другите стануваме похумани. Соработувајќи со различни чинители на општеството, гледаме дека сме различни, но нашите елементарни потреби и борбата за живот се исти. За да имаме квалитетна соработка, треба диалог, вистински диалог, како и неопходното меѓусебно почитување. Кај нас, за жал, е вкоренето убедувањето дека политиката е битка за власт на една група, како мегдан каде власта ја држи моќта правејќи поделби. Но не е така. Оружје на политиката е близината, соочување со проблемите и прашањата со кои се соочуваме, кои не мачат, а уште поважно, истите да се разберат. Ова влада во овие две години од своето владење докажува дека политиката е арена на вредности, сфера на доблеста каде се отвара простор за конструктивна политика, политички диалог, без било каква тенденција за поделби во општеството. Моделот на нашата земја започнува со почитување на сите заедници и создавање можности за различните заедници да соработуваат, се надополнуваат и меѓусебно се збогатуваат. Првиот чекор е прифаќање и признавање на различностите. Денес, во 2019 и ние повозрастните да научиме, но и тие помладите генерации кои доаѓаат и ќе доаѓаат после нас, мора да ги научиме како, што сега тоа го правиме, а тоа е да живееме во диверзитет, во диалог
и вистински да го почувствуваме и искусиме мултикултурализмот, бидејќи тој не е ниту закана, ниту недостаток. Напротив, можност и предност. Да, полесно е да се градат зидови, отколку мостови, но мостовите се тие што поврзуваат, не зидовите. Зидовите паѓаат, затоа, како граѓани на оваа држава, заеднички, без разлика на верска, етничка, политичка или било каква друга припадност, треба да се стремиме кон градење на мостови, не зидови. Ако оружје на политиката е близината, оружје на развојот е диалогот. Диалогот е неопходен и прв чекор за решавање за секоја евентуална точка што иницира поделба. Во нас треба да го разбудиме чувството за да се помагаме меѓу себе, без разлика. Различноста, како што реков, треба да биде предност, а не хендикеп во нашата држава. Едно општество за сите, просперитетна политика, без омраза, меѓусебно почитување и мир. Тоа му е потребно на нашата држава. Докажавме изминатиот период дека имаме политичка и општествена волја за решавање спорови. Можеме да докажеме дека умееме да бидеме модел и за успешно и функционално општество еднакво за сите. Модел за нашата заедничка иднина, која започнува со почитувањето на сите заедници, во која различните култури ќе се почитуваат, ќе соработуваат и ќе се надополнуваат и меѓусебно збогатуваат. Велат, нашата влада е повеќе фокусирана на надворешната политика и дека многу малку сме се грижеле за внатрешната политика. Како да забораваат дека надворешната политика е во функција на политиката внатре во држава и дека е рефлексија на духот што се преминува во внатрешната политика. Успесите во надворешната политика не беа случајни. Добрососедните договори со Грција, Бугарија и одличните односи со другите соседи се одраз на нашата општествена кохезија. Но нашиот успех нема да заврши тука. Ќе продолжи понатаму. Мултикултурализмот, спречувањето на поделби, спречувањето на говор на омраза, секогаш ќе биде сфера на интерес за сите нас. Интеркултурализмот ќе влијае во зголемувањето на толеранцијата, волјата за диалог и меѓуетничката кохезија. Централната цел на интеркултурализмот е да овозможи испреплетување, соработка и активна заедничка екзистенција. Интеркултурализмот е пристап чија задача е да развива кохезивни граѓански општества преку трансформација од еднодимензионални во повеќе димензионални општества и идентитети. Предностите кои го карактеризираат овој пристап се интеракција и диалог, стремеж кон заедништво и силна социјална кохезија. Ништо не сме постигнале ако различните култури само постојат сами за себе, едни покрај други, изолирани едни од други. Интеркултурализмот ги надминува овие состојби и овозможува контакт и соработка, заедничко живење на различните култури. Граѓаните секогаш знаат што е најдобро за нив. Секој придонес ваш, овде во Струмица и во целата држава, е потребен. Нашата земја се стреми кон меѓународни институции. Сега, како никогаш досега, е време да се обединуваме и да станеме додадена вредност на Европа. Должност на нашето општество е да ги развиеме образованието и меѓукултурните вештини кај младите луѓе, за да ја одржиме разноличноста на нашата земја и да научиме да живееме заедно со различностите на нашите јазици, култури, религии. И сосема на крај, нашата земја е мозаик, шаренило, убавина од култури, и од тоа треба да направиме една убава приказна која ќе дише и ќе постои како едно општество за сите. Благодарам. Дозволете да го искажам моето големо задоволство што денес во Струмица и имаме можноста да продискутираме за ова стратегија, за националната стратегија за развој на концептот за едно општество за сите. Инаку би сакал да се представам и јас потекнувам од овој регион и за прв пат Радовиш има министер од 91 година од нашата независност до денес во владата на Република Македонија. Концепцијата за која што денес зборуваме
Како човек кој што се родил и пораснал во овој крај, сметам дека ние имаме мултикултурализам и живееме заедно, имаме традиција на заедничко живење, меѓутоа времето и новите случувања, технологијата, соработката помеѓу народите, националностите бараат и нови заложби за унапредување на истото. Верувам дека сме во чекор за времето и дека дискриминацијата и нееднаквоста останале во минатото. Но за жал во нашето општество ние се уште наидуваме и се соочуваме со дискриминација по различни основи. Поединци се длабоко засегнати од овој проблем, кој е доста сериозен и мора да го решиме еднаш за секогаш. Концептот за едно општество во суштина е она за кое што се боревме сите во изминатиот период. Тоа е основата на нашето владење, тоа е основата која што го обеќавме на граѓаните во периодот на изборните кампањи. Стратегијата за која денес зборуваме служи токму за тоа. Земени се во предвид моменталната ситуација, знаеме јасно кои се нашите приоритети и цели и кои се мерките кои треба да ги превземеме за да ги реализираме тие цели. Стратегијата е отворен, жив и динамичен документ, постојано ќе го следи пулсот на развој на нашиот исклучително значаен проект, концептот едно општество за сите. Секоја иницијатива преземена од страна на граѓаните е од големо значење и голема помош за нас. Граѓаните се уморни од политиките на дискриминација, во кој посебно внимание се посветува на тоа кој што е, од каде потекнува, кој јазик го зборува, на која религиска група припаѓа. Време е овие поделби да ги оставиме зад нас, а да чекориме напред со прифаќање и почитување на тие разлики и со вреднување на луѓето по нивните позитивни човечки особини и квалитети. Успехот на нашето општество е директно поврзан со општествената кохезија, комуникацијата и соработката меѓу граѓаните. Ние, како влада, во градење на концептот едно општество за сите, ќе се грижиме за сите наши граѓани, со тоа што ќе се стремиме да ги вклучиме во сите општествени случувања. Ќе дадеме се од себе да им обезбедиме квалитетен живот на граѓаните, ќе настојуваме локалната самоуправа да се грижи за решавање на проблемите во сите населени места подеднакво, бидејќи секој граѓанин заслужува достоинствен животен стандард. Нашето општество, кое е мултиетничко, мултирелигиозно, мултикултурно, има потреба да биде доградено со интеркултурализмот. Нашето постоење во ова општество неминовно го носи интеркултурализмот со себе. Сакале или не, кога живееме заедно, учиме едни од други и нашите култури и вредности меѓусебно се испреплетуваат и ни овозможуваат да добиеме нешто ново, кое е заедничко и кое не спојува. Заедно градиме ново општество во кое секој има нешто свое, а го почитува се она што е туѓо и го прифаќа како свое. Дојде време да изградиме општество во кое секој граѓанин ќе се чувствува како припадник на истото, каде секој граѓанин ќе има еднакви можности и ќе биде рамноправен со другите во секоја смисла. Затоа, еден од основните принципи на стратегијата се еднаквоста и недискриминацијата. Секој од нас треба да се спротистави на се што би имало негативен ефект во остварувањето на нашата визија, едно општество за сите. Да застанеме заедно на страната на праведноста, еднаквоста, концептот за едно општество за сите, а културните, етничките разлики да ги гледаме како наше богатство, кое ќе го искористиме за добробит, благосостојба на сите наши граѓани. Живот за сите, тоа значи дека зборот е збор. Едно општество за сите не можеме да изградиме за еден ден. Тоа е процес кој што можеби ќе трае подолго време, меѓутоа
заслужува посебно внимание, заслужува дополнителни напори од секој поединец во нашето општество за остварување на заедничката цел. Ви благодарам. Почитувани министри, почитуван градоначалник, драги сограѓанки и сограѓани. Различностите во нашето општество се богатство кое што треба да го негуваме и унапредуваме. За жал, наместо сплотеност и кохезија, наместо меѓусебно почитување, прифаќање и вреднување на различните потреби, приоритети, верувања и култури, политиките на претходната владеачка гарнитура доведоа до уште поголема сегрегација и поделеност на граѓаните по сите основи. Поделени сме по етничка, верска, партиска припадност. Постоеше и се уште е присутна поделбата на патриоти и предавници. Медиумите беа поделени на наши и ваши, постои огромен јас по социјалниот статус на граѓаните и така натаму. Сите овие поделби предизвикуваат оттуѓеност на граѓаните едни од други, живеење во паралелни светови, што пак води кон несакани појави, како говор на омраза и насилство. Земајќи го сето ова во предвид, без дилема може да се рече дека Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот во Република Северна Македонија е прв документ во кој што се опфатени 7 стратешки области со приоритети, цели и активности кои водат кон намалување на поделбите и конечно кон создавање на општество на еднакви и рамноправни граѓани. Овој документ ги опфаќа и долгогодишните заложби на граѓанските активисти, односно нашите каузи за еднаквост и еднакви можности на сите граѓани, без разлика на нивната припадност по било која основа. Потоа за правичност и владење на правото, вклученост на граѓаните во процесите на креирање на политики и во процесите на одлучување, за поголема транспарентност и отчетност на властите, како националната, така и локалните власти. Како долгогодишна граѓанска активистка и дел од организацијата на жени од Струмица, се имам соочено со многубројни притисоци и обструкции, токму поради застапувањето на овие принципи. А денес пак, ја имам честа да бидам дел од оваа за мене важна јавна дискусија и затоа упатувам благодарност за поканата, а особена благодарност до председателот на координативното тело за изготвување на стратегијата, господинот Роберт Алагјозовски. Го поздравувам и целокупниот партиципативен процес за изготвување и усвојување на истата и упатувам апели до локалните власти да го следи и применува овој процес при изготвување на значајни стратешки документи воопшто сите политики. Освен што прецизно се детектирани сите проблеми и предизвици, нацрт стратегијата има и реално дефинирани приоритети и цели кои преку активностите ќе придонесат за постигнување на посакуваните резултати. Овој документ отвора пат за крај на поделбите, за крај на дискриминацијата и за конечна интеграција и сплотеност на сите различности. Стратегијата треба да ни представува практичен водич кон патот по кој што треба да чекориме, кон она кон што се стремиме да го постигнеме, а тоа е развој и просперитет како на државата, така и на секоја личност. Дали ќе успееме во тоа, зависи од нејзината имплементација. Доколку истата се спроведе во пракса, убедена сум дека принципите, приоритетите и целите овозможуваат развој на едно демократско, модерно и европско општество во кое што сите граѓани се еднакви и имаат еднакви можности. Општество во кое што владеат правото, солидарноста, меѓусебното почитување и прифаќање на различностите и општество во кое разликите се вреднуваат и водат кон просперитет и развој на секоја индивидуа, без доминација на човек или на група над група.